Резолуцијата што ја донесе Собранието на Република Македонија во врска со егејското прашање да се реализира во пракса, да се поддржи борбата против дискриминацијата, отворено за соработка со Грција на името на државата да не се менува. Ова се главните барања упатени од 29-та поред Трновска средба на македонците од егејскиот дел на Македонија, која денеска се одржа во дворот на црквата Света Богородица. Од тука уште еднаш упатен апел за единство на сите здруженија кои работат во името на истата цел. Не се работи за разидување со актуелната влада, се работи за обиди да се партизира еден дел од нашето членство со водачи кои тоа се подготвени да го прават на штета на делото, но работиме на тоа да и таа нова асоциација како трета крупна асоциација во Македонија со егејска провиниенција да донесеме во членство на конференцијата за координација која има единствена цел да ги обедини активностите што се од витално и заедничко значење на сите здруженија. Денеска отфрлени обвинувањата за обиди за формирање на нови здруженија со цел маргинализирање на оваа средба. Нашето присуство на оваа традиционална средба на македонците од егејскиот дел зборува се дека ниту сме ограници на власта, ниту некого укинуваме, ниту некого маргинализираме. Во единството и обединувањето е силата на македонците во целиот свет за остварување на слободите и правата каде и да сме. На средбата беше присутен и Васил Тупурковски, кој вели дека тие кои потекнуваат од егејска Македонија во име на единството на македонската нација бараат сила да простат за 60 годишната голгота и огромната неправда која им е нанесена. Не сум дојден овде да се расправам нити со власта, нити со опозицијата. Еве денеска од позиција на денобичен граѓани, дури и загрозен за својата слобода, да ја процени таа ситуација каде што слободата е толку важна за македонскиот народ. Уште една затоа и главна порака е денеска ќе ми биде единството. Трновскиот собир како владин представник го поздрави министерот за одбрана Зоран Коњановски, а од соседните земји беа присутни представници на Омо Илинден Пирин Виножито и Македонската партија од Албанија. Резолуцијата за поддршка на барањата на македонците протерани од Грција, која Македонското собрание ја изгласа пред скоро една година да биде реализирана во пракса, побараа македонците од егејскиот дел на Македонија. За да ги оствариме нашите права, освен владина поддршка, неопходно ни е и единство, кое синдромот на поделби засега не го дозволува, им порача председателот на координативната конференција на македонците од егејскиот дел на Македонија Методија Тошевски, на македонските власти и на лидерите на паралелните асоциации на граѓаните со егејска проминенција. Ги подсетуваме властите дека делбите не се дел од стратегијата на македонскиот народ, иако се негова најголема трагедија. Исто така бараме од властите и од иницијаторите на новото здружение, како трета поголема асоциација, да сугерираат на приклучување кон заедничките напори за остварување на нашите цели. Македонците од егејскиот дел на Македонија уште еднаш го повторија ставот името на Република Македонија да не се менува. Името треба да остане тоа што е, сите други опции на соработка со Грција се отворени. На единството, како клуч за еднината на земјава, акцентот го ставија и останатите гости на 29-та погранична средба на македонците од егејскиот дел на Македонија, што традиционално се одржува во подпелистерското село Трново. Да се браниме, да се одбраниме, да докажеме и да покажеме дека Република Македонија може. Во единството и обединувањето е силата на македонците во целиот свет за остварување на слободите и правата каде и да сме. Ги охрабрувам здруженијата да се договорат, своите лични недоразбирања да ги стават настрана, а овој пат да ја почитуваат највисоката цел, а тоа е Република Македонија. Нашата снага е во тоа што во единството на македонската нација бараме шанса да им простиме на оние што кршеле права, што се зеле слобода да одземаат права и денеска во една современа ера на 21. век да изградиме заеднички живот на Балканот. Македонците од егејскиот дел на Македонија и оваа година довидување ќе си кажат на граничниот премин Меджитлија. Сите со истата желба. До година, она што ги собира во Трново, да ги собере на некои други места, кои им лежат на срцата.
Со пораки за единство на местовековниот синдром на поделби на македонскиот народ, денеска во Потпелистерското село Трново се одржа 29-та традиционална семакедонска средба на протераните македонци од Грција. Откако пред една недела ја обвинија владата и премиерот Груевски дека во дослуг со Тодор Петров од Светскиот македонски конгрес се прават обиди за маргинализирање на средбата и на егејското прашање и работат на нивно разединување, денес од Трново заедницата на организациите испрати апел за обединување. Се работи за обиди да се партизира еден дел од нашето членство со водачи кои тоа се подготвени да го прават на штета на делото, но работиме на тоа да и таа нова асоциација како трета крупна асоциација во Македонија со егејска провиниенција да донесеме во членство на конференцијата за координација. Во Трново дојде и Тодор Петров кој ги демантираше сите обвинувања упатени на негова адреса. Има повеќе здруженија на македонците од егејскиот дел на Македонија. Ги формираат самите, во Битола ги има повеќе. И тоа не е последица на интересите на Светскиот македонски конгрес. Ние како меѓународна невладина организација ги обединуваме најголемиот број од нив и ги артикулираме нивните интереси пред домашните власти и меѓународната заедница. Нашето присуство на оваа традиционална средба на македонците од егејскиот дел зборува се дека ниту сме огранаци на власта, ниту некого укинуваме, ниту некого маргинализираме. Организаторите денеска до последен момент не знаеа кој од политичарите ќе се појави на Трновската средба, која обично е место за нивна промоција и ветувања. Го очекуваа премиерот, но како представник на владата присуствуваше министерот за одбрана Коњановски, а меѓу почесните гости беше и Васил Тупурковски. Главна порака и денеска ќе ми биде единството. Ако немаме чувство за единство на нацијата и за меѓусебна солидарност како со народници, со граѓани, нема да имаме големи перспективи. Егејците побараа целосна поддршка од владата за спроведување на резолуцијата за остварување на нивните права што ја донесе собранието, а застана и во одбрана на името на државата. Трновската средба традиционално заврши со општонародна веселба.